Добродојдовте во уште еден подкаст Мирисот на книгата. А во овој подкаст активно женско перо. Вешто за креативно пишување, уредување и преведување литературни дела. Секој превод е предавство, ке каже Колос од Горан Стефановски во драмата Огнени јазици, алудирајќи на одговорноста на преведувачот. Моментално е најодговорниот промотор на книжевната култура во Македонија и како програмски директор на интернационалната културна манифестација Поетска ног во Велестово и како коосновач и директор на Скопскиот поетски фестивал, но и како член на Друштвото на писателите на Македонија и основач на издавачката куќа ПНВ Публикации. Секаде со себе го носи здивот на новата современа македонска книжевност, ентузијазмот на младинската поезија, сензибилитетот на препејувачот, јазичкиот капитал на еден полиглот и култот кон домашни интернационални фестивали, како што се Струшките вечери на поезијата, Меѓународниот Истанбулски фестивал за поезија и литература во Инстанбул, Тесалискиот поетски фестивал во Лариса, Поетики во Софија, Пролетниот книжен фестивал во Корк, Ирска и мноштво други. Каде мириса на книга, на култура, на младинска поезија, таму е и таа. Ке дипломира на Филолошкиот факултет Блаже Коневски од Скопје на катедрата за македонска и јужнословенска книжевност. Автор е на 2 поетски збирки, Комарци отворена книга, еден мултидимензијален, апокалиптичен и сурово реален роман, Годишни времења, една монографија, Иксик за деца, книга, најнова книга за деца, Ведра, Поетска ног во Велестово монографијата, 20 години Поетска ног во Велестово. Нејзините песни се преведувани на повеќе јазици, како што англиски, кинески, бугарски, дански, чешки, шпански, арапски, бенгали, албански, италијански, хрватски, словенечки, српски, турски, азербајџански, грчки, босански, германски. Застапана во неколку антологии на современа поезија објавени во Македонија, Србија, Чешка, Грција, Италија, Кина, Албанија и Колумбија, на секаде низ светот. Низините кратки раскази се застапени во 3 антологии на македонскиот краток расказ. Тивка анестезија за болката на другите, Летаат приказни и Џинџуџе во земјата на афионите. Зад себе има организирано 16 изданија на интернационални поетски фестивали, а со својата издавачка куќа само последните 4 години преку 60 промоции на нови изданија. Незиното последно јавно дружење со книгите беше представувањето на Годишните времења, незиниот последен роман како книга за месец мар во градската библиотека Браќа Младиновци Скопје, а неодамна читаше и на 4-та поетска епизода во организација на Култура Бета, како и на книжевните средбини из Македонија насловени како Добри гости. Па денес имаме добри гости, добре дојде за Јулијана Величковска, прв пат во страница МК на нашиот YouTube канал. Добро ве најдов и благодарам за поканата. Толку многу има да се каже зад вас, така што не успеав се да изразам на во еден здив што се вели. Сега ќе се обидеме вие 30 на минути да пливаме по вашите и литературни дела и културни дела и она се што ставате зад себе како еден буквално мултимедијален лик. Една спонтана комуникација со професор Александар Прокопиев. Се слушнав по телефон, рече поздрави Јулијана и кажи и праша ја во врска со филмовите што прави. Па еве, откривме дека и во 7-та уметност влетувате. Тоа да, некако чудно се случи. Во принцип не би земала кредити за тоа некои позначајни зад успехот на поетските филмови што ги направивме минатата година и ги прикажавме на Скопски поетски фестивал. Има една група исклучително талентирани млади луѓе кои што најсрдечно и безрезервно се вложија во овој проект кој што беше поддржан од град Скопје со една сума која што е далеко доволна и достојна за да се символична поддршка, за што сепак сме благодарни. И едноставно еден тим од луѓе кои што направија 12 поетски филмови кои што беа посветени на песни кои што пак се посветени на нашиот град Скопје. Од многу поети, од класиците, како Радован Павловски, да речеме Анте Поповски, до современи поети, како Андреја Ласадичија, што песна ќе имаат можност да ја слушнат, односно поетскиот филм на Марија Шаклева да го погледнат годинава во Лос Анџелес, што се надевам кршење на мразот само и едва чекам да видам како ќе напредуваат и другите филмови и се надевам дека ќе бидат прикажани на уште многу фестивали надворот. Идејата и желбата ни беше токму таа, не само да бидат прикажани во рамки на Скопски поетски фестивал и за тогашната публика, туку да
нели да се пробијат и надвор, ги преведовме нели песните и се тоа. Идејата е и за нашите филмаџи, и за сите наши креативци, и за поетите да се чуе подалеку од нашите граници. Само вие продолжите така да го кршите, мразот и сонце ќе на одгресите. Овој ваш звонлив глас, една природна, убав тоналитет и дикција, ја слушнав во аудиоверзија на вашата бајкоприказна, сказно-приказна, една приказна која има волшебни елементи за деца. И топло би ја препорачала на сите родители, баби, дедовци, тетки, стрини да им ја пуштаат навечер на своите чеда, за да може да слушнат правилна интонација и дикција. Благодарам. Како ви дојде идеја да напишете една книга која баш се разликува од вашиот роман, апокалиптичен роман, Ведра? Јас некако чудно наоѓам и врска помеѓу двете книги. Од и двете се некако книги кои што се однесуваат на оние иницијации при растењето и зрењето, така што во таа смисла мислам дека ја раскажуваат истата приказна до некаде. Со тоа што нели Ведра е насочена и конкретно приказна која што е прилагодена кон деца и нивната возраст, но во исто време имав предвид за тоа дека ако им се допадне приказната, родителите ќе треба да ја читаат повеќе пати, како што и веќе се случува, па додадов елементи кои што возрастните ќе ги препознаат и кои што ќе ги засмеат и така натаму, и ќе направам книгата да биде забавна и за најмладите и за... Да, во голема мера се трудев. Ова е приказна која што е стара 17 години. Ја измислив за внук ми Константин, кога беше малечок, понатаму ја прераскажував на внука ми Мила, па на мојот син Гаврил, на многу дечиња пријатели, роднини и така натаму. И не знам како толку време ми требаше да сфатам дека имам приказна за деца која што децата ја сакаат и е проверена нели со тестот на времето, а јас како автор и како издавач се немав сетено воопшто на идејата дека можам да ја запишам и да биде тоа книга за деца се до минатата година, кога во еден момент во разговор со син ми сфатив дека имам практично приказна што може да влезе во корици. И тогаш се најдов пред еден друг предизвик заради тоа што кога јас ја раскажував приказната Ведра, приказната имаше еден костур, една рамка, нели, змеови, она од матрицата, принцеза во неволја и така натаму, но секогаш ликовите прима од карактеристиките на детенцето на која што му ја раскажував. И сега се најдов пред еден предизвик да напишам книга во која што ќе упатам порака и ќе им се обратам на сите деца наеднаш. И тука беше клучно тоа, оти јас ја имав приказната и костурот и нели целата идеја и замислата за приказната, но ги немав конкретните зборови кои што би сакала нели да останат запишани трајно и да бидат упатени до сите деца, да се земат предвид сите оние нешта што нели за психолошкиот развој на детето и пораките што сакам да им ги пратам. Една универзална порака дека доброто победува. Да, па во принцип ги имаме нели оние класични нешта, битката на доброто и злото, принцеза во неволја и сето тоа, но сакав тука малку да си играм и со иронијата и да направам една промена на тоа како се нештата. Не дека измислив топла вода, има сега веќе и Дизни прави веќе такви цртани филмови во кои што нели принцезите се сега тие кои што се хероини, кои што не треба да бидат тие спасени. Не се страшливи, туку сами се изборуваат. Да. Така, во таа никоја смисла, но мислам дека покрај сето тоа овде има и пораки за тоа како да се справат децата со булинг, како да се справат не само со булинг, значи од врсниците, туку како да се справат и со евентуално насилство од возрастни врзни, разноразна и сето. Да, и она што е ме радува што има аудио верзија, значи може секој да ја уклучи и тивко да ја пушта, да заспива, да слуша. Таа идеја излезе некои десетина дена пред книгата да излезе од печат и само помислив, а зошто не го направам ова, зошто да не ја снимам, ти ми раскажувам на децата и сакаат да ја слушаат. И се јавив договори во студио да ја снимам, потоа разговарав со едно од момчињата кој што ги направи за дел од филмовите за кои претходно говоревме, ја направи музиката, Јован Јовановски. Нему ја кажав приказната, многу му се допадна. Одлична музичка арија, покопена, идеална, баш онака како приказните. И тој ја дизајнираше практично за приказната. Перфектно. Да, и тоа се случи во некои десетина дена пред книгата да излезе од печат, значи во последен момент беше сето тоа. Па и фантастично интерпретираш како да имаш актерски способности, значи не е на тоналитетот обичен, туку глумиш со восклици, со воздишки, баш импресивно. Топло би ја препорачала на сите да ја слушаат Ведра за да им биде поведро детството, да им помине ведрена. 4 годишни времења. Имаш прекрасни рецензии и мислења од еминентни писатели, книжевници.
Владимир Мартиновски вели, не е многу голема по обем, но е многу длабока, многу жива, многу топла книга што не носи низ тој циклус на годишните времења и представува едно интензивно патување низ внатрешниот свет на спомените. Со оваа книга авторката влегува во едно елитно друштво на писатели, но и уметници воопшто кои се занимаваат со пишување на годишните времења. Дело кое ќе се препрочитува. Импозантна е рецензијата на Андреј Медиш Лозаревски, со кој сум емотивно поврзана. Тој е наш корчагиновец, ученик со кој што сме се дружиле во драмските секции, но исто мултиталентирано момче. И неговата рецензија баш ми се допадна. Тој гледа во целиот тој книжевен опус мешавина, микси од поезија и проза, музика, ги спомнуваш Pink Floyd, Миза, Разра, оно што сме растеле ние како генерација во време на Југославија, значи Лепи Сол и Фичо и Југо, и Југославија и Балканот не е мртов. И во сите тие поими поминувања увертирати се 4 годишни времења, 4 приказни кои мене ме асоцираат на животен циклус, детството, младоста, зрелоста и староста, и како успеваш суптилно низ малку страници буквално животот да го преточиш во еден автобус кој личи на ролер костер, затоа што може да најдеш на манијак во него, може да најдеш на конфликти, дури има една мисла добра, велиш фала им благодарна сум на манијаците, да не се тие немаше да напишам нешто. И оној момент кога велиш дека малку песимизмот е доминантен, но познавајќи те вака на кратко, гледам во тебе баш ведрина и предпоставам дека за тој песимизам се крие само критика на овие културни кризи, на хипокризија генерално во нашиот главен град и широ Македонија и светот. Како го пишеш, колку време го пишуваш? Значи баш е комплексен и сериозен, сериозно добар текст. Прво ви благодарам. Го напишав многу спонтано. Ова е приказна која што веќе 9 години излезен од печат, сега е реактуализирано 4-тото издание токму поради рецензијата на Андреј Медиш Лозаревски, кој што одлучи да направи настани се тоа за книгата. Веќе е класика. Малку е сега добро, неблагодарно да кажеме така, но се појавија нова генерација читатели на книгата и тоа исклучително многу ме радува. Тие враќаа некако во живот. Андреј Павлов направи исто така одлична корица, преблагодарна сум му за дизајнот. Книгата ја пишува во некој многу кус период од некои 2 месеци седна се, ако се собере. Главнината од книгата, првите, не знам, 30 на 40 на страници во една вечер, излегува така од мене во едно возење во автобус, токму така како што почнува книгата, во таков нотес, со светки, со принцезичка, розови чорапчиња, со зајаче во рацете, со шапка, со сето тоа, и тоа отклучи нешто во мене. Тука ова е автобиографски роман, пред се роман на текот на свеста, заради тоа мислам дека тоа објаснува дека за кусо време можев да го напишам, така течаа нештата, но тоа е мојата приказна. Автобиографски, како што реков, така што тоа тлеело во мене, стоело во мене и наеднаш една зимска ноќ одлучи да излезе од мене на креативен начин и да го запишам сето тоа. Почнувајќи од оние 4 куси парчиња кои што ги споменавте, тие се најубавите сеќавања со мојот татко од моето детство. Почнав од нив, по некое време излезе приказната во автобусот. Да. Врапче, Фичо, Санка. Се асоциации. Санката можеби е веќе старост, кога поминува времето, можеби има таа некоја време од расцутување па се до опаѓање и залез на животот. Да, па во голема мера зборувам точно за тоа, за циклусот. Мојата баба има голема улога во начинот на кој што сум воспитувана и растана, и јас ја имав како, одамна беше 8 март, мојот херој, жена беше мојата баба. Ја споменувам и нејзе, практично нејзиното отсуство беше тоа кој што беше клучно. Има во еден момент жената што личеше на баба ми слезе од автобусот, како може да боли празнина во таа некоја смисла, така што тоа беа се случија некои нешта и јас едноставно бев отворена креативно во моментот да можам да ги доживеам и да ги извадам од себе. Има доста љубов. Која е Марла? Марла е психолог. Марла е психологот и е една идеализирана слика на личност, на жена кон која што тежнев да бидам кога растев. Сметаш ли дека на секој семејство му треба еден добар идеализиран психолог како Марла, за да може да се извлече од
медиокритетите и се она што ни се случува. Сметам дека на сите нас не треба и тоа како општество дека не треба една добра психотерапија за многу нешта. Пред се сметам за тоа дека ако нешто најмногу го гледам како проблем генерално еве во Македонија е идејата на луѓето дека е добро да се преземе улогата на жртва. Мислам дека тука треба да се поработи значајно многу. Постојано ние сме нели под разноразни притисоци од ваму од таму и за јазикот и знаеме сега и со влезо во ЕУ што да. И сега ние нели постојано сме во позиција дека сме малечки, дека сме немоќни да се спротиставиме на големите сили, на сите тие нешта и како да ни стане удобно да играме таа улога на жртва и да правиме од тоа разноразни изговори за сите наши неуспеси. Па дури и во книжевноста, да речеме. Ке речеме мал број говорители на јазикот, па затоа нашата литература се чита малку, се чита само тука и така натаму. Да, или немаме доволно зборови за да може да преведеме нешто. Да, тоа колку е. Колку е тоа неточно, да. Позајмуваш зборови од народниот јазик. Апсолутно. Диалектите се пребогати, да. Нашиот диас систем е пребогат. Да, имаме прекрасен јазик, имаме можности и се што ни недостига една добра стратегија за култура за сето тоа, да како што го прават, го споменав тоа, ја споменав таа настанот во библиотеката. Браќа Миладиновци и таму го кажав тоа, ни треба стратегија. Вистинска стратегија за да се направи нешто повеќе за македонската книжевност, не само книжевноста, општо културата и уметноста, да се пробијат надвор од нашите граници, да се дознае малку повеќе за нас, и верувам и следам доволно за да знам дека имаме многу квалитетни луѓе тука. Тоа што се надзира дека во секојдневието ни недостасува борба, а не плачење и тагување по нешто. Ние постојано нешто коментираме, а ништо не делуваме. Па дури кога треба да се справиме со дискриминацијата врз жените, но не и тој ултрафеминизам, значи тие крајности. Како би ја нашле таа средина? Од едната во друга крајност. Од една страна имаме нели еве да не споменем неодамна беше нели како некој ќе си дозволи со мини здолниште после 12 се вози во такси, од друга страна со ултрафеминизмот, кога жената навистина сака да биде амазонка или не знам што, па да доминира и на местата каде што не е место. Како се да се најде средина на тие крајности? Па може да се најде средина секогаш ако се бара таа средина. Старите рекле, нели, златото е во средината или средината, како беше, поентата на избалансираноста, тоа го рекле, не знам, и сите да речеме од источните филозофии и така натаму, тоа не е нешто што треба да ни е туѓо од 21-виот век, дека треба да го бараме балансот меѓу нештата и така натаму. Го најдеме во книгите, во филмовите, во театрите, во читањето, се е запишано. И во животот може да се најде сето тоа. Ако луѓето се самосвесни и ако си дозволат да ги чувствуваат нештата и да ги доживеат нештата автентично, а не под притисок на тоа што другите ќе кажат или што е популарно во моментов да се говори и така натаму. Ние сме сега и кансел култура имаме и се тоа, значи тоа е страшно во која насока одат нештата. И убаво кажавте, значи нештата одат во екстреми упорно. Не знам дали е тоа, можеби јас зборувам овде за еден момент на кулминација на хаосот пред да настане нов поредок. Можеби се наоѓаме во една таква фаза кога цело време кошницата врие. Некоја нова промена. Некој не испробува до која можеме да издржиме. Па така некако, како некој чуден тест во кој што сме се согласиле самите да играме. Некако како марионети. Како да не изваде на срцевината од моливот. Ова е интересна реченица. Да. Во твојот текст. Како да ни настасува срцевината на рбетот на столбот, многу да сме молив без графит. Да, многу нешто ни недостасуваат. Ни недостасува малку спокој, малку мир и малку некои велат, имаше едно меме, ми недостасува мозокот пред интернетот. Ни недостига моментот да бидеме сами со себе малку, да бидеме во тишина, да бидеме недостапни за другите, да бидеме достапни за себе и да можеме да се слушнеме и да се доживееме и да видиме што е тоа што ние навистина го мислиме за нештото, што е тоа што е наше како чувство, како мисла, како став, и тогаш да излеземе надвор и да го браниме тоа без оглед дали ќе бидеме прифатени или нема да бидеме прифатени од толпата. Затоа што се губи концентрација. Практично потребен ни е сакаше да прекинеме тука? Не, како не слободно, не. Кога рече се губи концентрација, помислев на се губи концентрација, читачка, значи се нема, onda сме деконцентрирани од повици, од телефони, од се, и ете децата дури не може да најдат време да се
насочат, да се концентрираат на индивидуата е загрозена, тоа сакав да го кажам во таа смисла. Автентичноста на индивидуата и на сите сме глобално поврзани, како да сме. Да, многу е мачено тоа да сме цело време дел од некоја заедница и да бидеме прифатени и сето тоа ми се чини пак патот да бидеш прифатен, барем мојот пат беше таков, да бидам прифатена од повеќето беше кога одлучив храбро да застанам со тоа што сум, каква што сум, таква каква што сум и нели го правам тоа што го правам. Значи многу тежок, многу е потежок патот по кој што одите вие, кој чекорите, треба време, се борите со диносауруси, да не речам само турбофолк, кич парадите кои во секојдневието ги гледаме, се можеби непријатели број 1 на културата и на она се што треба полека да се развива, не така брзо преку ноќ, туку полека. Културата на читањето, поетина, уметности на музиката, она што го набројуваш во романот, тие групи, култни групи за кои што многу од младите не знаат, непознаници се за нив, меѓутоа ако ги прашаш да не набројам се лична карта Чива, Аца, Лукас или не знам таму, ќе знаат. Оно што и нас не боли како нивни наставници. Да. Добро, моето тврдење не е дека се тоа таму во таа поп култура, турбофолк култура е апсолутно зло или е тотален треш или нешто такво, не мислам. Мислам дека и таму има нивоа на квалитет и на неквалитет. Ако ја земаме Цеца, ја споменувам тука. Цеца е навистина врвот од таа култура. Неспорно е тоа. Да можете да наполните Брена па Цеца така. Така, тука се почетоците. Во секоја смисла, значи јас имам почит за сите тие кои што се успешни, кои што успеваат нели да пренесат порака и да нели да действувате на толку многу луѓе, на маси, цели маси да имате зад себе кои што од секоја возраст и се. Значи тука има тоа да речеме новиот народен гений. Така имате нивните песни се исто така преработени на други јазици, ги има, например во Бугарија преведен ми е романот, не знаеа за Цеца, но знаеа некои од незините песни во превод на бугарски, нивните пејачки ги пеат, ги препозна. Да, таму е популарно. Така што не мислам дека треба целосно да го исклучиме тоа, за балансот потребно ни е тоа. Што ќе се случи ако имаме ние едно општество во кое што секој е идеално и сите ќе создаваат совршена уметност. Тогаш која ќе е врвната уметност? Ева дури да замислиме нешто такво, пак е нефункционално. Значи не треба за балансот да имаме нели слаби книги, квалитетни книги, не треба да имаме различност. Нели треш и да имаме, да. За да се почитува повеќе тоа што но тоа што ни треба е како што кажав, почнувајќи од образованието, да речеме, почнувајќи од семејството пред се, па од образованието и така натаму, на децата да им се даде насока, да им се дозволи да им се дадат конкретни примери, да им се каже зошто нешто тоа е квалитетно, зошто не и така натаму и да почнат да препознаваат и да научат понатаму или да им дадеме некој шаблон, некоја матрица по која тие ќе можат како алатка да се ја носат со себе и понатаму во животот да се снаоѓаат со тоа и да препознаваат ова е добро, ова не е и да препознаат кога е нешто ново и кога никој не знае што е тоа, да можат да проценат дали е тоа добро и квалитетно или е можеби нешто лошо. Пишуваш и поезија, и проза, и црташ, преведуваш, еве твоите преведувачки авантури. Не е едноставно. Мислам дека е полесно да напишеш нешто отколку да земеш да преведеш автентично, затоа што при секој превод се губи од автентичност, што како и твоите дела што се преведувани. Како почна со преведувачката дејност? Со преведувањето главно започнав кога работев на мојот втор роман и се случи ковидот, па ми се случи маличкиот да не може да оди во градинка и сопругот работеше од дома и така бевме на гужва дома. И имав проблем со кога пишуваш, тоа што е клучно и што мене барам ми треба е непрекинат тек на мисла. Ако имаш малечко што е мамо на секој 5 минути, мислата, да. Се губи, тогаш си реков, окей, тогаш можам креативно да се пренасочам во преведување, затоа што имам потреба да го работам тоа. И си реков, окей, тука можам и да запрам, мислата не е избегана, мислата е тука и полесно ми е да се вратам назад кон превод, одошто кон сопствени мисли кои што допрва треба да ги запишеш. Музиката исто ми помага многу и во тоа, имам, да речеме, на одредени книги имам одредени албуми музички кои што ги слушам и кои што ме внесуваат полесно и ме инспирираат и си комуницираат со текстот, да, и полесно влегувам во вајбот, да речам, во атмосферата на книгата и можам да работам.
Например, не се дрзнував да ги преведувам моите текстови токму заради тоа дека се чувствувам дека го изневерувам текстот, сето Има она што разлика сакам. меѓу авторот или ликот и Да, писателот. сите оние игри со зборови што ги имам, со значењата и така натаму, со тоа како ќе биде тоа прочитано и како сите опции, како може тоа да биде разбрано, кога требаше да ги пренесам на друг јазик, без разлика колку и да... се иззема, значи. Да. Без оглед колку ти си полиглот, знаеш повеќе јазици. Да, но не доволно како мајчиниот нормално. Но кога препеувам на македонски или кога преведувам проза, тогаш пак имам некое друго чудно чувство дека сега можам да го донесам тој автор на друг јазик и дека додавам. Имам чувство дека му давам се свој, се од овој јазик, за да дури и тогаш кога најкомплексно, кога да речеме има рими, па и сите типови рими, кога ќе ги имате и прегрната и секаква, тоа е исклучително тешко да се направи, тука се најголемите предизвици, но имам чувство дека му давам на авторот енергија на текстот и нов контекст и дека му нудам нови читатели и така натаму и се трудам и верно да го пренесам. Секогаш се трудам, прво ги читам многу авторите кои што ги работам или самата книга или повеќе книги и така натаму. За да ги осознаеш, да можеш. Да, многу ми е важно да почувствувам момент во себе дека можам нивниот тек на мисли да го доживеам на македонски. И кога ќе знам како размислуваат, како резонираат, каде си играат, каде се сериозни, каде сакаат повеќе значења, каде сакаат конкретното да го кажат, тогаш кога ќе почувствувам некоја сигурност во себе, некоја стабилност, спокој е некој тоа, кога ќе го почувствувам тој спокој, тогаш седнувам да работам, да преведам. Кој онака го читаш во еден залак? Кој ти е допадлив? Дали поет, писател? Умберто Еко. Умберто Еко ми е мојот човек, да, се разбираме. My man. Да. The Name of the Rose. Да. Одам на почина. Знам. Остави фантастични. Знам, генија. многу ми е жал, да. Генија. Да, мислам дека можеш уште, тој беше плоден за разлика од многу, да речеме, креативци кои што ги изгубивме изминативе години. Дел од нив веќе имаа прекинато со креативната работа, но Умберто Еко беше постојано активен и многу тажан заради загубата. Заради тоа што мислам дека можеш уште многу да остави зад себе. И да створи, може и да го наследиш, имаме една. Да, лекото. Варијанта на Умберто Еко. Скромна си, но тоа е дел од гениалноста на секој кој знае да пишува и знае да твори, да го владее тоа со љубов, не само далеко тоа дека е комерцијално, туку е баш чист порив тој кој го носиш со себе. Веројатно од мали нози сама кажа дека приказната 17 години во тебе тлеела. Колку тлеела поривот за пишувањето, се запиша на факултетот затоа што го сакаше јазикот, македонскиот јазик. Да, тоа е чудно. Јас како мало дете бев многу живо, многу активно дете и не сакав книги на почетокот, значи се што се правеше со седење за мене беше не. Темпераментно дете. Да, многу. Растев на улица, го живеев животов. Најубавото нешто, нема подобра школа. Да, се согласувам, апсолутно. Апсолутно мислам дека е тоа така. И оттаму си покупила па нешто, нели, за да може да пишуваш многу нешта во твоите романи. Така, да, така многу треба. нешта. И мислам дека треба прво да го изживееш животот, нели, колку што ќе ти даде можноста, нели, времето колку што го имаш, ама да го искористиш максимално, да примеш што повеќе од информациите и сакав да знам не само за тоа што ме обкружува и за животот на моите околу мене, туку и за семејството и за моите предци. Бев љубопитна, многу прашував за нивниот живот, за околностите во кои што живееле, за тоа како се справувале со разни предизвици и така натаму. Така што се тоа ми беше многу важно, а конкретно книжевноста засакав на моја 10 годишна возраст и тоа преку, ова сум го кажала веќе неколку пати, преку музиката на Архангел и на Last Expedition. Архангел двојката излезе, да, морав да ги споменам, не може без нив, не оди ништо. Тогаш слушнав поезија која што како што допре до мене, јас малку прерано созреав и оние лектири што беа во училиште ми се чинеа дека се веќе ги имав надраснато некако. Ми беа здодевни. Крадев од книгите на брат ми кој е 5 години постар од мене, ги читав тие, сакав да читам авантури и така натаму. И од тогаш некако почна тоа, преку музиката пред се. Јас засакав книжевноста, пред се поезијата и така.
И понатаму нели студирав македонска книжевност, општа и компаративна под Б, така што Ете ги виновниците Така. кои што те турна во споредбената книжевност. да. Дури твојот лик е таков, од една страна си зрела, презреана пред време, од друга страна му одолика. Имаше чест да бидеш гостин и дел од Мирисот на книгата, нашиот подкаст. Ви благодарам многу. А вие понатаму останете на страницата на каналот, страница МК, ширете го Мирисот на книгата, секако читајќи книги.